Новата американска воена база во Северна Полска станува клучен дел од ракетниот одбрамен систем на НАТО, познат како ЕГИС. Сместена во Реджиково, во близина на Балтичкото море и блиску до рускиот регион Калининград, базата е опремена со проектили и ракети пресретнувачи. Тој има цел да ја штити Алијансата и Европа од заканите од балистички ракети. Капетанот Майкл Дван, командант на оперативната група на американската морнарица 6-4, која се фокусира на мисии за противракетна одбрана, објасни дека проектилите може да бидат истрелани автономно, не барајќи мануелна интервенција. Штом ќе биде откриена закана, нашиот систем е автоматизиран и нуди одговор со избирање на еден од достапните проектили за одбрана. Базата, заедно со слична инсталација во Романија, разузнавачите на американската морнарица стационирани во шпанското пристаниште Рота и радарот за рано предупредување во Турција представуваат витален дел од противракетниот одбрамен штит на НАТО, наменети да се спротистави на заканите од балистички ракети со среден и долг дострел. Системот неодамна ја покажа својата ефикасност во одбраната на Израел, рече командантот на ЕГИС на брегот на Полска Метју Плант. Системот ЕГИС, шпионската и мисијата за одбрана од балистички проектили беа тестирани во Средоземното море во одбрана на Израел. Тие системи беа тестирани кога Иран лансираше проектили врз Израел. Во оваа командна просторија, американскиот воен персонал денонокно наблюдува за какви било потенцијални закани. Нивната мисија е да откријат и да одговорат на ракетните напади, користејќи радарски податоци за да ги водат пресретнувачите во неутрализирање на непријателските проектили. Официјални лица нагласуваат дека базата е строго со одбранбена природа. Нема експлозиви или боеви глави за ниту еден од нашите проектили. Кремљ одговори на отварањето на американската база во Реджиково, велејќи дека Русија ќе донесе соодветни мерки за да се обезбеди баланс во вооружувањето. За Полска, клучна членка на НАТО што се граничи со Русија, Белорусија и Украина, базата е витален дел од незината одбранбена стратегија. Полскиот министер за одбрана Владислав Косиња Камиш ја нарекува базата пресвртница во одвраќањето на заканите и поддршка за одбраната. Bazy w Redzikowie nie da się spakować. Базата Раджиково не може да се спакува во куфер и да се евакуира во рок од неколку часа. Таа ја штити Европа, но и САД и Канада, сите сојузници на НАТО. Тоа е еден од клучните проекти и можете да видите дека колку е против неа Русија, покажува за колку важен проект станува збор. Базата е управувана од сојузничката воздушна команда на НАТО во воздухопловната база Рамштајн во Германија, која ги надгледува системите за одбрана од балистички проектили.